Бранимир Јовановиќ премиерот во јуни изјави, го цитирам, дека Македонија е рангирана на 4-то место во Европа според раст на бруто домашниот производ во првиот квартал. И тој како изјави дека се наоѓаме зад Ирска, Данска и Полска. И сега вие да објасните како може да бидеме 4-та економија практично во Европа според тој раст на бруто домашен производ, а да имаме лош стандард, лош животен стандард, да имаме ниски плати. Таа прилика за дека сме најдобри во светот или Европа, ја слушавме за време на една претходна влада, кога еден друг премиер викаше дека сме втори во светот, а трети во Европа по економски раст. И жално е што ВМРО никако да се отараси, да порасне на некој начин, да созрее и да се ослободи од тие фрустрации, не знам како да ги наречам, да мора да се фалат. Тоа е апсолутно нонсенс. Нека излезе на улица, нека им каже на луѓето дека сме четврти во Европа или не знам кое место, да види што ќе му кажат. Четврти можеби, ама од позади, по сиромаштија, а веројатно не сме ни четврти од позади, веројатно сме втори од позади. Така што нонсенс е тоа апсолутно. Прават финти, они чекаат на пример кога ќе излезе БДП за раст во Европската унија и кога ќе европските земјите од Европската унија се поразвиените земји растат поспоро, имаат помала стапка на економски раст. Мислам, Германија не расте 3%, Германија расте не знам. Ако порасне 1%, тоа е добра вест. И кога ќе излезат тие податоци, они се споредуваат со тие земји, затоа што во тој момент другите земји, оние што се помалку развиени од Источна Европа, се уште ги немаат извадено податоците. Сите во регионот, не сите, ама пол од земјите во регионот растат повише од Македонија. Албанија расне повише, Косово расне повише, последно време Црна Гора расне повише, па и Бугарија расне повише од Македонија оваа година. Да не зборам за земјите што се по на исток, Молдавија, Романија и така натаму. Полска расне повише од нас последно време, така што апсолутно тоа е нонсенс. Меѓутоа тоа е трик, тоа е апсолутно трик, пиар трик, сака да кажат имаме добри резултати. Објективно гледано, економскиот раст од како е дојдена оваа влада е околу 3%. Во првиот квартал беше 3,2, ако не се лажам, или 3, во вториот 3,4. Тоа е за нијанса подобро од она што беше за време на претходната влада, претходната гарнитура, кога растот беше, не знам, 2,8 или така нешто. Така што има некое мало подобрување, минимално подобрување од, не знам, од 2,8 на 3,2, ама тоа е ситница. БДП не узначи многу на обичниот човек. Она што начелно кој што треба да се толкува БДП, иако БДП не узначи многу на обичниот човек, она што од обичниот човек треба да знае за БДП е дека, има една изрека кај економистите, макроекономистите, дека БДП е како оценка во школа. Ако имате тројка, тогаш сте на добар 3. Тоа се тројкаш, тоа не е ништо спектакуларно. Кој има тројки во школи, мислам во школа кај нас се знае. Не е тоа ништо, тој што добива тројка не оди дома да се фали, не се фали со тоа што добива тројка. Така што ова што го прави владата со фалењето, со раст од 3% од БДП наликува на тоа. Ако имате раст веќе од 4% од БДП, тоа е како многу добро во оценката во школа. И ако имате 5 и над 5, тогаш сте добри. Кина имаше 5 и над 5 стапки на раст децени наназад, 30 години наназад, и затоа успеа толку да се развие. Кога ние ќе имаме стапки на раст од блиску 5% и не само еден или два квартала, него неколку години поред, тогаш ќе треба да почнат да се фалат политичарите. Вака мислам дека апсолутно нема нонсенс, но она што мислам дека е најважно тука е дека БДП е само еден индикатор, тоа не совршен индикатор. Во последно време многу економисти веќе не го ни гледаат БДП толку сериозно. Постои онаа теза за БДП фетишизам. Стиглиц и некои други економисти ја форсираат таа теза. Пред 10 години имаше дури комисија од Обединетите нации, која што беше направена со цел да се изнајде подобра мерка за мерење на квалитетот на живот или економскиот напредок, економскиот прогрес, а не БДП. И излегува таа комисија во која што членуваше Џозеф Стиглиц, кој што е Нобеловец, еден од најголемите светски економисти во светот, и тогаш ќе пласира таа теза или за GDP фетишизам, односно БДП фетишизам, дека БДП не сме да се гледа толку строго, но има многу други поважни мерки кај нас. Мислам дека во моментот во Македонија две наважни мерки се. Првото колку растат два главни индикатори се. Колку растат платите во сооднос со цените, и второто е нормално стапката на сиромаштво, односно колку од луѓето не може да си дозволат да ги задоволат своите најосновни потреби. И ако ги гледате двата индикатора кај нас, состојбата е катастрофална. Откако е дојдено на власт оваа влада, ќе ги земам само индикаторите, оние на пример онаа позната синдикална кошничка, откако е дојдено на власт
Затоа што таму е најважна, најблиска на обичниот човек. Ако зборуваме за стапка на инфлација, таа ништо не му значи на обичниот човек. Кажете му инфлацијата е 4%, што му значи тоа? Обичниот човек знае кога иде во продавница колку троши, колку месечно му требаат пари за да преживее месецот, и затоа мислам дека синдикалната кошничка е многу подобар индикатор од официјалната стапка на инфлација за обичниот човек, и затоа не ќе искоментирам. Значи, откако е дојдено на власт оваа гарнитура, само прашање околу синдикалната кошничка, да направите споредба согласно синдикатот и премиерот Мицкоски имаат различни ставови околу синдикалната кошничка. Тој вели дека 4-члено семејство не треба да биде еднакво третирано, заради тоа што имаме различен вид на семејство. Имаме самци, имаме семејство со двајца и така натаму. И дали ми сметате дека тоа се добри параметри, така да се издвојат членовите на семејството, да се добие вистински објективна кошничка, иако е невозможно, заради тоа што основните потреби не се практично задоволени со таа синдикална кошничка. Гледате, точно тоа дека нема исти животни трошоци човек што живее сам и семејство од 4 луѓе. Двајца возрастни, две деца, апсолутно. Или ако има уште повеќе деца, трошоците се уште повисоки. Така што апсолутно нема никаква дилема околу тоа. Меѓутоа тоа не го менува фактот дека трошоците за живот, откако е дојдена на власт оваа гарнитура, се пораснати драстично, односно повеќе отколку што се пораснати платите. Да се наврнам само на податокот, значи за минималната синдикална кошница, која што се однесува на 4-члено семејство, кое што е нели типичното семејство во Македонија. Кога сега ќе помисли за семејство или домаќинство, мисли на 4 луѓе, мајка, татко и 2 деца. И ако го земете тоа типично семејство, според податоците на синдикатот, пред да дојде на власт оваа гарнитура, беа потребни околу 60.000 за се преживее месецот, откако минимално да се преживее месецот. Не зборуваме за луксузи, патување или не знам што, туку тоа е минимална кошничка. Сега една година откако тие дојде на власт, потребни се околу 65.000, односно 5.000 пораст за 4-члено семејство. Минималната плата, која што нели е панданот на тоа, затоа што стана збор за минимална синдикална кошничка, минималната плата откако е дојдена на власт оваа гарнитура е зголемена само за 1.800 денари. Значи, вие ако имате двајца во домаќинството, кои што се на минимална плата, на нив доходот им порасна за 3.600 денари, трошоците им пораснале за 5.000 денари. Така што луѓето се во минус. Дури ако земи просечната плата, која што нели би требало да ја прати таа минимална кошничка, и таа е зголемена помалку, таа е зголемена околу 3.500 денари, додека синдикалната кошничка е зголемена повише од 5.000 денари, односно да кажеме 5.000. Така што земете било кој параметар, ако гледате процент, не знам, 2%, 3%, тоа не е меродавно. Зошто? Затоа што не е исто ако земете вие 1% од 10.000 денари и ако земете, не знам, 5% од помала сума на пари. Така што тоа што викат нели реалната плата, растот на платата процентуално е повисок од растот на цените, не значи ништо, затоа што кошничката, животните трошоци се повисоки од една плата. Така што ние може да имаме ситуација кога платата расте процентуално повеќе од животните трошоци, например 4% да ви расне платата, животните трошоци да ви растат 3, ама пак да сте во минус, затоа што платата е пониска од животните трошоци. Така што апсолутно како и да свртите, како и да земете, животниот стандард на луѓето е влошен изминатава година. И тоа што го вика премиерот дека тие ќе пресметуваат не знам какви кошнички, 10 кошнички. Океј, нека почнат да ги пресметуваат. Ама тоа нема да го смени фактот дека луѓето денеска живеат полошо отколку што живееле пред една година. И ако премиерот мисли дека со тоа што ќе почнат да пресметуваат 10 кошнички наместо една, ќе им помогне на луѓето да го преживеат месецот, мислам дека сериозно се лаже. Само што мислам дека тука има еден друг момент. Мислам дека премиерот, со целата влада, не само премиерот, да него персонифицираме проблемот. Целата влада всушност не сака да направи ништо за луѓето, не сака да направи ништо за овие цени, и ја прво мислев дека тоа е затоа што едноставно не им гале. Дојде ни се на власт, тие си живеат добро, платат им се 3.000 денари, се возат во луксузни автомобили, си шеатат, не знам, беа каде се не, беа во Дубај, беа во Јапонија на шетање, не знам каде, во Америка лета со бизнис класа, си уживаат туба, многу им гале за сиромашите, сит гладном не веруе, ви текнува на таа приказна.
Сега мислам дека има еден друг момент, сега мислам дека владата намерно ја пушта инфлацијата, односно сака цените да растат. Зошто? Затоа што тоа им го намалува јавниот долг и им ги зголемува приходите во буџетот. Затоа што инфлацијата е позната како данок, како скриен данок, ама данок на сиромашните. Затоа што главниот полнач на буџетот во Македонија е ДДВ-то. ДДВ-то се пресметува на цената на производите. Ако имате инфлација, ако ви растат цените на производите, ќе се полни буџетот, ќе имате и повеќе приходи во буџетот и владата затоа пушта да растат цените, затоа ја пушта инфлацијата, затоа што им го полни буџетот. И второто е јавниот долг, им го намалува јавниот долг. Фискалниот дефицит во првата половина на оваа година, ово се официјални податоци, е 5,5% од БДП. Значи 5,5% од БДП Македонија немала дефицит од короната, од пандемијата. Тогаш имаше висок дефицит, повисок од тоа, затоа што тогаш никој не работеше, се затворија сите фирми, се затвори и да мораше да има дефицити. После тоа никош Македонија немала толкав дефицит. Оваа година има дефицит од 5,5% за ништо. Ништо конкретно ние не видовме со тие пари. Се зголеми, пензии, плати се зголемија, ама ништо друго продуктивно. И сега како ќе се враќа тој дефицит, како ќе се намалува? Значи ако имате дефицит од 5,5%, јавниот долг ќе ви порасне и за да не порасне тој јавен долг страшно, да не порасне многу, да не дојде до 65% од БДП, тие ги пушаат цените да растат, инфлацијата ќе окрене БДП во номинален износ, затоа што ако цените се повисоки и БДП на хартија е повисок, и тоа малку ќе го спушти долгот, односно ќе го држи долгот на сегашното ниво од околу 60 до 62%. Така што мислам дека тоа е тука главната поента. Премиерот и владата всушност не сака да направат ништо за цените, односно за животниот стандард на луѓето, како прво затоа што не им е гале, како второ затоа што на некој начин им оди во прилог да има инфлација, затоа што им го полни буџетот и им го намалува јавниот долг. Ама Јовановиќ, може ли да објасните според оваа логика, секако дека ќе има незадоволство. Ако цените растат, платите стагнираат, незадоволството ќе се зголемува. Зошто би сакала владата и би била игнорантна на можност од социјално незадоволство и луѓе на улиците, протести и штрајкови? Не баш така е, дали излезе некој на улици, се организира протести пред пола година, ама против кого беа протестите? Против супермаркетите, против алчните бизнисмени, против крвопиците трговци. Владата, ако се сеќавате, ги поддржа тие протести. Сите владата, освен сегашниот гувернер Трајко Славевски, сите кажат да, ние си ги поддржуваме, луѓето имаат право да протестираат. Така што тоа е игра, тоа е театар, тоа е лош театар од страна на владата. Владата на некој начин пушта цените да растат, им ги полни џебовите на трговците, на бизнисмените генерално, кои што се нивни поддржувачи. Мислам, кај кого иде премиерот секоја втора недела, не иде кај работниците и кај сиромашните, оди кај Стопанската комора. Секоја недела е на гости кај нив или тие му доаѓаат и значи тој на некој начин врши две работи, им ги полни џебовите на неговите пријатели бизнисмени, од друга страна си го полни и својот буџет, од трета страна има незадоволство кај луѓето, да, но тој ја користи таа ситуација да ја префрли вината. Вика, не сме ние криви, ние пробуваме све. Пробуваме, воведовме есенска кошничка, воведовме ова, замрзавме маржи, ама што да правиме? Супермаркетите се такви, не слушаат. Не можеме ние ништо. Така што вие протестирате слободно, незадоволството кон нив насочувајте го и на некој начин, на тој начин се пера. Така што тоа е таа игра и точно дека има незадоволство, ама се додека се тие вешти, се додека успева да го пренасочат тоа незадоволство кон некој друг, на нив им е добро. А сега медиумите, во моментов медиумите во Македонија се целосно на нивна страна, немате медиум, скоро да не постои медиум кој што е критичен кон оваа влада, барем од овие главните мејнстрим медиуми, така што супер име на влада, супер име, затоа што на телевизиите нема, на големите телевизии нема да слушнете ништо владата е крива за инфлацијата, ќе слушнете трговците ги креваат цените, профитите толку се зголеми, никој нема да каже владата ги пушти трговците да ги зголемат цените. Така што тоа е дел од таа игра и владата на некој начин убива три муви, не една, не две, него три муви со еден удар, ги полни џебовите на бизнисмените кои што се незините пријатели, си го полни буџетот и си го намалува јавниот долг и трето на некој начин не успева да се представи себе како заштитник на народот и да го пренасочи незадоволство кон трговците, но кои што всушност и не име ни гајле ако луѓето не ги сакат, затоа што нивните профити си растат, луѓето не мора да ги сакат, се додека џебовите им се полни, се додека профитите им растат. Се разбира дека никој не ги сака трговците. Кој кога сакал, не знам, супермаркет или трговец било каде во светот. Така што се ова е една многу добро смислена игра, но за жал лош театар, чија што цена на крај ќе падне на грбот на граѓаните, особено на посиромашните. Добро, го спомнавте Трајко Славевски, тој вели како нов гувернер на Народната банка, вели дека има план да помогне
некако на животниот стандард на граѓаните генерално, и со намалување на провизиите во банките, или пак доколку купуваат прв стан, млади брачни парови, и тука да се намалат некои камати. Дали тоа ќе се биде дозволено од страна на банкарите, кои практично се секогаш, барем во Македонија, главните олигарси и владетели во сенка заедно со останатите бизнисмени? Мислам дека затоа што гледате, као прво мислам дека тие мерки што ги најавуваат сега, што најавува сега гувернерот, не се лоши. Не е лошо да се ограничат провизиите, каматите, не е лошо да се направи станови да бидат поевтини за купување, тоа се сосем окей мерки, меѓутоа мислам дека тоа што го прават сега е недоволно. Можат не само што можат, туку и мора да направат многу повеќе, затоа што као прво принципот, начинот на кој што го прават, тоа е погрешен. Испаѓа дека сега гувернерот разговара со нив, со банките и ги моли тие да го послушаат. Нема што тука вие да ги молите, вие сте власт, нема што. Сега не сакам многу Србија да ја дам како пример, затоа што не го сакам Вучич, ама Вучич за некои работи од Вучич може да се учи. Сега тоа е популист, разбира, ама некои од работите му се окей, што направи Вучич, сега кажа, не може да бидат каматите стапки повисоки од 7,5%. И точка. Нема што да се прашуваме ние банките сакат или неќите ќе не слушате или нема да слушате, законот или уредба или не знам што е, и точка, нема што тука. Така што така се прави тоа. Нема што вие да ги прашувате, да ги молите банките, него едноставно кажувате, јас сум власт, мислам тие се власт, не се вика тоа за џај монетарна власт во државата. Може не е законодавна, извршна или судска власт, ама е монетарна власт. Имаат право да го прават тоа. Не само што имаат право да го прават тоа, него имаат и должност, обврска кон граѓаните да го прават тоа. Така што не ми се свиѓа начинот на кој што го прават тоа. Мора да биде тоа на принцип као ние сме држава, ние сме власт, зашто се вика Народна банка на Република Северна или како сакате Македонија? Затоа што тоа треба да биде банка што работи за народот, не банка што работи за богатите или за милиардерите, милионерите или за не знам банките, туку банка на народот. И затоа ако е Народна банка мора да работи за народот и мора да каже ние заработиме за народот и ги ограничуваме провизиите, каматните стапки и се останало. Така што мислам дека тоа е тука главниот проблем, првиот принципот, а второ што сепак тоа е се премалце што го прават. Значи сега што испадна дека нешто малку ги намалија провизиите, наместо 30 денари да наплаќаат не знам за трансакција или не знам што сега ќе наплаќаат 10 денари или поема, не ги знам деталите, затоа што не сум во Македонија, ми стигнува некои пораки, намалени се провизиите, ама пак се тука, пак се останати. Така што не може тоа треба да се стави, значи нула провизии за све, за проверка на сметка, за плаќање трансакција, нула провизии. Како што нема провизии тука во Австрија, зошто како може во Македонија тогаш да има провизија? Што банкиве тука во Австрија се помалце моćни од македонските банки, поголеми се милион пати од македонските банки. И повише пари имат и се, ама сепак се знае дека мора да се почитува закон и се, така што тоа тука треба да се направи, да се скратат провизиите и се. Тоа е да се ограничат камати. Сега, можеби нешто и прават околу тоа, не викам дека не прават, ама не е доволно. Мора многу повеќе да се направи. Така што мене тоа тука ми смета, што мислам дека пак го терат популистички целата таа работа, као пробуваме нешто да направиме и онака праќаат порака дека нешто прават, а всушност не прават доволно. Тоа е проблемот. Ако немаме проблем со популизмот, а нека се фалат со тоа, нека излегуваат на телевизија, нека викат го направивме тоа, ама барем нека стварно направат нешто, нека стварно ги намалат провизиите и каматите и се останато, а не само минимално. Пазите, во Македонија третина од приходите на банките доаѓаат од провизии. Нонсенс е тоа. Значи банките кај нас скоро повише заработуваат од провизиите отколку што заработуваат од каматни стапки. Па не може тоа, мислам. Нонсенс е, банка не сме да функционира на тој начин. Така зошто ви зема провизија? Затоа што парите што вие сте ги ставиле во банката, вие сте ги дале ваши пари на банката и сега ги користите тие пари, дали да извадите пари од банкомат, дали да извршите плаќање со вашите пари и тие ви земат провизија. Нонсенс е тоа. Не знам, друга небулоза, барем според мене. Имате картичка од една банка, сакате да земете пари од друга банка, ви наплаќа провизија за тоа. Нонсенс е тоа. Во Австрија нема тука провизија, се знае. Зимаш од било кој банкомат, нула провизија, затоа што банкоматите се на некој начин инфраструктура. Тоа е како не знам, сега у штекер сакам да ставам да пунам телефон, наместо овој штекер, не знам, ја имам на Телеком имам телефон и на штекерот на Телеком нема да плаќам, ако го ставам во штекерот на не знам, ајден ќе плаќам провизија. Нонсенс е тоа. Така што сакам да кажам дека може многу повише да се направи и мора да се направи многу повише од ова што се прави, и тоа ми смета во оваа мерка што се фалат со ништо. Кога ќе стварно направат нешто, нека се фалат вака, мислам дека не е доволно, но пак мислам дека сепак е окей до некаде, затоа што ете на некој начин
прават нешто. Претходните ништо не правеа, овие можеби прават нешто. Добро. Ајде околу пензиите и линарното зголемување, кај што кај пензионерите прилично има незадоволство заради тоа што различни проценти всушност биле одземани за време на оној период кога тие работеле. Всушност имале пензиите мора да растат. големи плати и сега добиваат 1000 денари сите. Пензиите мора да растат, нема тука дилема. Значи во Македонија владе некоја мит или не знам како да го наречам, заблуда дека пензиите се високи, тоа апсолутно не е точно. Сега имаме еден проект тука што работиме на институтот, и споредуваме, не знам, стандард во Македонија на целиот Балкан со Европската унија и не знам, по БДП на глава на жител Македонија, не знам, околу 35% од европскиот просек, по не знам, плати е пониско, по пензиите е уште пониско. Просечна пензија во Македонија е само 20% од европската пензија. Нонсенс е тоа, мислам прениски се пензиите, така што пензиите мора да растат, тоа прво мора да го расчистиме. И не е точно дека во Македонија многу пари се даваат на пензии, не е така. Пензиите треба да растат, но значи овој начин со линарно зголемување на пензиите е окей кога имате адхок зголемување. Кажувате, значи владата решава инцидентно еднаш во годината да го покачи нивото на пензии за сите граѓани и линарно зголемување на сите им даме плюс 1000 денари, 2000 денари. За време на инфлацијата тоа беше окей, скок на многу цените, формулите за раст на пензиите и за индексирање на пензиите не се добри и затоа имате екстра зголемување од 2000 денари на секој. Тоа е окей. Меѓутоа тоа не сме да биде правилото за стандардно зголемување на пензиите за секој, затоа што луѓето не плаќаат исто придонеси. Пензиите не се, не знам, помош од државата, пензиите не се социјална помош. Пензиите се на некој начин надоместок за минат труд. Сте работеле цел живот, сте плаќале придонеси, тоа е на некој начин заштеда, вие се дале пари од вашата плата во пензискиот фонд и сега пензискиот фонд ви ги враќа тие пари. И затоа тие што имале повисоки плати или што работеле повише, не мора да се повисоки плати, работеле повише, нормално дека треба да добијат поголемо зголемување на пензиите. Логично, не може некој што работеле за 30 години и не знам, плаќал секој месец, карикирам сега 10.000 денари, а некој друг што работел 15 години плаќал 5.000 денари да добиат исто зголемување, но само не штеделе исто. Така што стандардното, редовното зголемување мора да биде пропорционално, односно мора да биде во врска во линија поврзано со тоа кој е износот на пензијата, односно колку сте плаќале како придонеси. Така што тоа е проблемот со оваа влада што на некој начин она што требаше да биде инцидент го направија правило. Требаше тие да ги од пензиите. Јас согласувам со тоа линарно да ги зголемат за сите, затоа што за време на инфлацијата од пред 2-3 години многу скок на цените, пензионерите остана скратени, требаше да се зголемат, ама не сме тоа да биде редовно зголемување. Редовното зголемување мора да се оди по оние стари формули на база на тоа колку пораснале цените, колку пораснала инфлација, платите и се останато, а овие инциденти зголемување само да бидат линарни. Согласувате ли со тоа дека треба да се зголеми старосната граница околу пензионирање заради премиерот Мицковски вели дека тоа нема да се случи, но е неизбежно, неминовно да се случи. Не е така, не се согласувам, ќе кажам пример. Животниот век во Македонија е, знаете колку? 75 години во просек. Луѓето во Македонија се пензионираат во просек околу на 62 години. Значи, откако ќе се пензионира еден човек во Македонија, во просек живее 13 години во пензија. Во Австрија животниот век е 82 години. Значи 7 години повеќе од Македонија. Границата за пензионирање е иста како во Македонија, 62 години од прилика. Значи во Австрија кога ќе се пензионира човек, живее 20 години во пензија, во Македонија живее 13 години. 7 години, значи австријците живеат подолго во пензија отколку македонците. И сега кога ќе го земете тоа, тие 12-13 години во Македонија, кога ќе испоредите со цела Европа, ние сме меѓу најкратките, но имаме најкраток животен век во пензија. Сега во таква ситуација вие да викате ќе зголеме граница за пензионирање, старосна граница за пензионирање, луѓето да работат повише, нонсенс е. Што луѓето треба да работат до колку, до 70 години и после да живеат 2 години после пензија. Што ти е тогаш животот? Што воопшто плаќаш придонеси тогаш кога нема никош да ги зимаш пензиите? Работиш цел живот, се рмбаш 40 години за на крај да зимаш 2 години пензија. Нонсенс е тоа. Она што треба во Македонија се направи, повеќе работи треба да се направат, но прво и основно што треба да се направи, треба да се укине постои во Македонија привилегирање на богатите кога се придонесите во прашање, односно сите оние директори кои што имаат плати од 200.000 евра, над 10.000 евра, не се многу, ама пак се 300-400 луѓе во државата, оние моќните, богатите, сите тие плаќаат придонеси по многу пониска стапка, затоа што постои горна граница на придонеси за пензиско осигурување, за пензии. И таа горна граница треба да се укине.
Ако се укине таа горна граница, тие ќе плаќаат иста стапка на придонеси како сите други и ќе се слеат околу 15 милиони евра, може и повише, во буџетот на годишно ниво, што може не е премногу, ама сепак на некој начин ќе ја ублажи, ќе го намали, ќе намали дупката во фондот. Второ, може да се воведат даноци на богатите, да се воведе прогресивен данок, да почне да се даночат компаниите и се останало. Значи, не се придонесите единствената давачка од која што може да се полни пензискиот фонд. Данска е земја, една од најразвиените земји во Европа. Данска воопшто нема придонеси за пензиско осигурување. Во Данска пензискиот фонд се полни од обичните даноци, од даноците на богатите, од даноците на големите компании. Ако може Данска, зошто не може Македонија? Така што таа приказна која што во Македонија стално се пласира, дека пензискиот фонд бил во дупка, не може да се полни, повторно е тоа небулоза, затоа што не е важно од каде ќе доаѓаат парите за пензискиот фонд, дали тоа ќе бидат придонеси за пензиско осигурување, или тоа ќе биде прогресивен данок, или тоа ќе биде данок на добивка, или данок на солидарност, не е важно. Важно е дека државата има пари, државата собира пари и после тие пари ги прераспределува. Така што второто што мора да се направи, за да се на некој начин подобри одржливоста на пензискиот фонд и да немаме проблеми и да може да се исплаќаат повисоките пензии во иднина, е тоа да ночење на богатите и на големите фирми. Сме благодарам Бранимир Ивановиќ за овој разговор. И јас на вас.